Да. Значи, како да се согледа мрзеливоста? Гледайте, една интересна работа која што сакам да ја објаснам за оваа планета, дека е планета на гравитација. И мрзеливоста, и така да ја речам, е гравитацијски феномен, каде што имате некоја тешка емоција. Кога ќе видите скалата на емоција од филозофот Хабард позади мене, или ако се помрднам, ќе видите дека фактички тие жолтите емоции се многу лесни емоции, воздушести емоции, тие ве тераат на киднината, ајде да речеме нагоре, а овие доле емоции, како што се љутина, антагонизам, страф, апатија, тага, огорченост, се тие се подолни емоции. И така натаму, тие ве носат надоле, тоа е како да имате некои тегови на нозете, а вие сте еден тип на хелиумски балон, ама не можете да се кренете нагоре, поради тоа што имате дадени тежини во вас. Сега како да станете полесни, тоа е една книга феноменална баше од научникот Хабард, самоанализа. За разлика од таа книга Дианетика, која што фактички за мене е број еден книга на тема ментално здравје, каде што се бришат негативните искуства, дека се изнаоѓаат назад. Тоа е друг начин како да ги избришете тие негативни искуства, а има многу прашања, многу техники како да ве развеселат, да ви ја вратат таа позитивна и убава емоција. Така да, не знам дали има уште попуст на книги, ама може да ми пишете па да провериме. Ја не ги продавам тие книги, ама имат многу убави вежби баш во оваа книга сега што ви ја покажав, така да мислам дека може да има и некој тип на попусти ако уште траат. Но поентата што ми е дека ние имаме сила во нас и таа сила сме ние, тоа е нашата енергија, нашиот елан, нашиот ентузијазам, што видите тие се ентузијазам, развеселеност, игра, една од емоциите горе игра. Сега, кога човекот е во некоја игра, како што е некоја своја игра, гледате, он е слободен да биде. Многу често луѓето ме прашуваат како не ми се здосадува или не се заморувам од работа. Човек може некојаш физички да се замори, ама духовно не, ако ја работите работата што ја сакате. Сега, кога човекот ја работи работата која што ја сака, гледате, тогаш му е на некој начин еден тип должност да ја игра таа игра. Сега, ако човекот има игра која што не е под негова волност, или не гледа поента зашто да игра таа игра, она што се случува ќе се јави таа безволност, ќе се јави таа мрзеливост, ќе се јави таа неволност за да биде, поради тоа што ја нема поентата зашто да биде. Затоа што ако човекот ја има таа цел, тогаш он само под себе не си дава дозвола да одмара или не да одмара, човек треба да одмори секогаш, ама да кажеме премногу да одмара, во кој момент го фаќа и мрза, поради тоа што гледате, ако човекот премногу мара и премногу нема што да прави, тогаш мрзеливоста ќе дојде, поради тоа што доаѓа таа тежина од некреација. Кога човекот има креативност кон некоја цел, он има леснотија, поради тоа што ги бара решенијата и поради тоа што сака да дојде некоја цел која што му значи. Но ако го нема тоа нешто, тоа што ќе се случува е ќе западне во еден тип на стоп. Зборев да не се навраќам и во претходниот лајф и тој пред него, зборував за колку е важно човекот да не се откаже кога ќе има препрека од таа препрека од тој стоп. Ружа, пишете ми на 078-261-771, 078-261-771, тој е мојот број. Пишете ми на тој број, на Вибер порака и така натаму, па ќе ви пратам бројот кај може да ја нарачате книгата доколку сакате. Ама тој е мојот број 078-261-771. Сега, што е важно? Важно е човекот да се наполни со позитивна енергија, а таа позитивна енергија или мотивација, гледате, никогаш не доаѓа од минатото. Кој го мотивира минатото? Никој. Кој го мотивира сегашноста? Никој. Сегашноста е и ние уживаме во сегашноста, ама мотивацијата е поврзана секојаш со нешто кое што е иднина, со некоја идна идеја, со некоја идна цел. Што е тоа што сакаме да предизвикаме? Гледате, кога сакаме да предизвикаме нешто, она што се случува во нашето тело се создава енергија. Зашто гледате колку интересно, умот и телото се поврзани. Умот и телото се поврзани. Сега, кога умот ја има целта и кога умот е возбуден од целта, сака да дојде негде, сака да стигне негде, она што се случува во телото, телото генерира енергија. Ама ако умот и душата нема цел,
кај треба да оди. Нема цел што треба да прави. Тоаш она што се случува телото развива потешка емоција. Ајде да кажеме, вие сте некој кој што сака скијање, или сакате сноубординг, или сакате кошарка да играте. Гледате колку интересно е кошарка, ако сум играл кошарка. Дури сум имал ситуација каде што кога игравме тренирав во работнички и првиот момент кога се повредив, кога си го повредив коленото, игравме во Грција, дали игравме со Арис, не знам со кој клуб игравме, може не беше Арис, ама бевме на некој турнир. И ми текнува дека се го исчашив коленото. До толку сакав да играм кошарка, што, Бог да опрости Цевка, тренер во работнички, познат тренер беше, го молев да ме пушти да продолжам да играм, поради тоа што сакав да играм, затоа што ја сакав таа игра. И сум играл повреден. Не сум требал тоа да го направам, грешка беше, но како и да е, сакам да кажам, кога човекот има некој ентузијазам, кога човекот има некоја волност, кога човекот има желба, мрзеливоста не може да се јави поради тоа што мрзеливоста е пониска фреквенција од тоа што си ти како душа. Ама твојата душа, за да остане душа, она мора да креира и да создава и да твори. Во спротивно, душата ќе дојде на ниво на тело. Гледате, у телото имате дадени емоции. Кога душата ги нема своите, душата си има своји принципи, душата си има своји правила, душата си има своји закони по кои што таа функционира. И ако душата ги нема таа етика, ја нема дисциплината, тоа е духовна работа, ја нема креативноста во однос на целите, ја нема одговорноста да се биде, да се постигнат дадени работи во сопствениот живот, гледате, ако го немаме тоа на духовно ниво, тоа што се случува, паѓаме на телесно ниво. Телото нема толку многу принципи и правила. Телото што има принципи и правила, дај да јадам, нели, сака да се размножи, гледа дадени опции на таа тема, сака да одмара. Телото, ако ти го слушаш, нема да доеш никаде во животот, поради тоа што телото ги нема истите принципи на душата, а ние сме духовни битија. Го користиме умот за да дојдеме до негде. И ние во координација со телото, зашто ти знаеш што е добро за телото. Телото ако земе да те тера да едеш ти цело време благо, цело време да едеш шекер, цело време да правиш работи кои што не се добри за тебе, обстанокот нема да е најдобар. Поради тоа што телото е тело и е добро за нас, ама ние сме дух кој што го раководи тоа тело. Сега, кога духовните наши принципи, пак ќе кажам, идеали, етика, морал, цели, дисциплина, почнува да го неаме како духовна компонента, тогаш почнуваме да се соединуваме на некој начин со телото и почнуваме да сме например, сме збунети кој сме и што сме. И почнува телото да не води поради тоа што веќе ги немаме принципите, веќе ги немаме идеалите, веќе ги немаме визиите за да стигнеме до некаде, нели? Затоа што гледате, кога човекот сака да тргне некаде, патот по кој што он треба да оди, иако знае дека е тежок, етичката компонента во нас, тоа е духовниот дел на нас, не вика продолжи да одиш по тој пат, поради тоа што без разлика што е тежок, без разлика што е напорен, тој е исправниот пат, затоа што битието знае кој е исправниот пат. И дури ако е тежок, тој исправен пат. Гледате, ако е тежок тој исправен пат, човекот ќе стигне до нештото и кога ќе стигне до тоа нешто, он се чувствува горд, он се чувствува убаво, он се чувствува лесен. Се чувствуваш лесен, затоа што се чувствуваш мотивиран. Но што се случува ако ти се откажуваш од секоја цел? Што се случува ако немаш идеали? Што се случува ако денеска денот почне не по твоја нота, не по твоја интонација, него едноставно ти си вклучен во некоја интонација, некоја нота, некоја песна која што можеби не ја ни сакаш, а викаш ќе се приклучам на орово, ама немаш појма кај иде орото, поради тоа што немаш сопствено оро, поради тоа што немаш сопствена визија, поради тоа што немаш сопствени цели кои што треба да ги постигнеш. Ако денот почне според твоја нота, според твоја интонација, според твоја желба, според твоја визија, без разлика колку е тешко, а ќе биде, поради тоа што ова е планета на инерции. Ето, ова е планета на гравитација, ова е планета на тежина. Кога се качуваш на водно, ти имаш гравитација. Гледате, гравитацијата те спушта. Што ти вика гравитацијата, планетата ти вика не летај. Затоа е тешко човек да постигне цели, затоа што замислете го тоа еден тип на качување на некоја планина. Ти кога ќе се качиш на некоја планина, ти мора да имаш малку стрес, ти мора да имаш малку замор, ти мора малку да поминеш низ нешто кое што не е најлесно. Она што е добро е, кога ќе се качиш на планината имаш многу бенефити. Тоа е смената точка на гледиште. Кој има подобра точка на гледиште? Тој што е на врвот на планината и тој што е на подножието. Тој што е на врвот има многу подобра точка на гледиште. Што добиваш како бенефит? Физичко здравје. Што добиваш како бенефит? Психичко здравје. Што добиваш како бенефит? Самодоверба.
затоа што едноставно знаеш дека можеш да искачиш таа планина. Видите, кога човекот го прави сето тоа, он иде контра гравитацијата на оваа планета. Дури не знам дали знаете Супермен зашто лета на планетава Земја. Од Криптонит, каде што доаѓа, гледате, он таму имало многу поголема гравитација од планетата Земја. И сега, он научен на таа гравитација таму, кога ќе дојде на планетата Земја, он може да лета, поради тоа што бил научен да се спротивставува на многу повеќе отпор од колку што имало на планетава Земја. Тоа фактички поради така се тренираше, може би се уште, а порано знам трениравме со елеци кои што беа со тегови и ќе направиш тренинг со тој елек и после тоа на самата утакмица се чувствуваш многу полесен, да можеш повеќе да рипаш или да истрчаш и така натаму. Зошто поради тоа што ти станало нормално да ја надминеш таа препрека која што елекот ти ја дава. Сега, што е мрзеливост? Мрзеливост е водење од страна на емоција и водење од страна на лесно. Нема да ли се свиѓава на многу. Мрзеливост е водење од емоција и од страна на лесно. Уствари лесно кое што потоа станува тешко. Гледате, тоа е мрзеливост. Водење од страна на емоција, не разум, поради тоа што разумот ти вика стани, иди у теретана, истрчај, прочитај книгава, заврши го факултетот, не излагај цело време по не знам, разни места кои што се надвор од твојата патека. Разумот ти вика седи, учи, лесно што ти вика мора излези, кој ќе се справува се со нејасни зборови, па тука имаш нејасни концепти, ќе читаш нешто што не го знаеш, тешко ти е. Сега гледате, мрзеливост е секојаш лесно кое што на крај станува тешко, ама на почетокот е лесно, ама до толку те успорува како битие, до толку те соединува мрзата со телото, да на крај ти станува многу потешко да се одвоиш ти како духовно битие од телото. Поради тоа што во моментот кога ќе се одвоиш ти како духовно битие од телото, тоа е дисциплина. Тоа е првиот начин кога духот се одвојува од телото. Зошто? Затоа што духот е разум. Ние сме разумни битија. Сега ти шо викаш од сабајле? Ти треба теретана деш, не ти си, тебе ти се спие. Добро, се спојуваш со телото. Разумот вика иди у теретана, зашто разумот знае што е исправно. Он не знае што е лесно, ама знае што е исправно. Он знае дека и не е лесно, ама знае што е исправно. Телото, може би нема концепт на што е исправно, што не е исправно. Има, ама вика он сака полесно. Телото сака уживање, он сака да добие. Гледате, телото е конзумент. Телото сака да конзумира. Што е конзумирање? Гледате, конзумирање е дај да јадам, така, разни тип на физички задоволства во кои што човекот доаѓа, така. И сега телото, затоа што имаме способност преку телото да искусуваме многу убави емоции и самото јадење е убава емоција, така. Водење љубов е убава емоција. Не знам, човек да се напие му е убаво. За жал имате и такви сензации кои човекот се дрогира, но сето тоа е стапица за душата. Поради тоа што почнува да ги ужива емоциите од телото кои што не се разумни. Имате емоции во телото кои што не се разумни. Гледате, замислете имате некоја ситуација каде што имате некој маж или жена која што е во врска или е мажена или е мажена она и сега телото вика дека ќе биде убаво со некој човек да направи нешто што не треба. Ама тоа не е етичка емоција. Гледате, кога етиката и духот ќе го снема во тој момент, тогаш се препушта на телесните задоволства, тогаш човекот оди во правец кој што не е добар. Оди во ниски состојби, оди во нешто кое што е ниско, кое што не е спиритуално, кое што не е духовно до даден момент, поради тоа што спиритуалноста и духовноста не гледа само за себе, он гледа и за околината и за другите. И кога гледаш за околината и за другите, е малку потешко, поради тоа што ги ставаш во равенката и пресметката сите други луѓе, не се ставаш само себе. А ние, за да бидеме одговорни, мораме да ги ставиме другите луѓе во контекст на тоа да им биде на нив добар животот. И сега, кога ти ги носиш тие одлуки не само за твое добро, него и во контекст дека и другите луѓе мора да опстанат и за нив треба да се грижиш и да размислуваш, тогаш ќе направиш некои избори кои што не се за тебе лесни, ама се етични. Поради тоа што ти си се, ти не си само ти, него ти си твојата фамилија, ти си твојата група, ти си и општеството, ти си нацијата, ти си човештвото и така натаму. Е сега, кога ти ќе превземеш таква акција, каде што носиш одлуки врз база на
не само на собствена желба, не само на собствена мисла, не само на собствено задоволство, туку етички, духовно ја согледаш ситуацијата, тогаш не телесно, духовно ако ја согледаш ситуацијата, тогаш ќе дојдеш до одлука која што е исправна, ама е тешка. Затоа што етички и духовно ја гледаш ситуацијата. Ако етички и духовно ја гледаш ситуацијата, ќе дојдеш до одлука која што е исправна, ама не е лесна. И тоа е окей. Сега, тоа е дисциплина. Во дисциплината веќе што имаме? Значи, во мрзеливоста што имаме? Во мрзеливоста имаме емоција, желба за лесно, полесниот пат, неќеш да ти биде тешко, уживаш у таа убава емоција, дај благичко ќе седам, благичко ќе седам, нешто што не треба, зашто? Зашто те тера на убава емоција, ама луѓе сте виделе кога се водиш само од убава емоција, колку глуп стануваш после. Не се шалам. Еве, сте биле ли некојаш на all inclusive одмор, кај што сте биле all inclusive? Зашто што рековме? Телото обожава втек. Дај. Телото добива среќа од дај. Он добива среќа од сензација. Сте биле ли, например, некаде во all inclusive и тоа е преубаво е, јас сакам да сум all inclusive, ама секако како и сите ние ја правам таа грешка, кога нештото ти е премногу достапно. Гледаш кога немаш лимит, кога немаш дисциплина, не идеш напред, не го назадуваш. И кога човекот ќе се прејаде, ќе се препие, на некој начин глупост има у него. Глупост дека ја направил акцијата, него глуп се чувствува, зашто аналитичниот ум, свесноста ни ја снемува. Знаете, има еден термин, вика, се препи, се прејаде до бесвест. Вика, јадеше до бесвест, пиеше до бесвест. Не дека пиел тој алкохол, тој може да пие и безалкохолни пијалци до бесвест, зашто ако ти само земеш на втек, дај да уживам сензации, ти што правиш? Го заглупуваш умот. Станува човек поглуп. Затоа што не расчленува. Зашто кога човекот почнува да расчленува? Човекот почнува да расчленува и да анализира, зашто зборот анализа значи расчленување, кога почнува да се грижи за околината и дава. Со други зборови, не кога добива среќа од конзумирање, него кога добива среќа од давање. Човек што добива среќа од давање, гледате, он го шири својот ум и почнува да размислува многу подобро, зашто не размислува само за себе, размислува за околината и ја прави околината да биде добра. И човекот на тој начин почнува да расчленува и свесноста се зголемува кога имаме допринос за околината. Ама не е лесно, луѓе. Нели? Што е полесно? Дај за мене. О, дај. И човек заглупува. Кога човекот почнува да дава на околината, не се запостава при тоа себе си, гледате, он што прави, он почнува да шири простор, шири умот се шири. И кога умот ќе се прошири, затоа што сега дава на фамилијата, дава на групата, дава на сегде дава, Он станува творец, он станува креатор, он почнува да ствара собствен универзум. И е извор на собствена енергија, што на некој начин иде нека мотивација. Но тоа е дисциплина, затоа што гледате се, дисциплината викаш, окей, не е лесно само за мене, дури дисциплина и кога е за тебе, например, дисциплина ако прекинеш да еш благо. Дисциплина ако почнеш да еш у теретана, за тебе е. Но исто така дисциплина и кога треба да направиш работи кои што не се само за тебе, него се исто така и за друг. И што е интересно, имаш луѓе кои што има полесно да направат за друг и поише ќе се мотивира да направат за друг, а не се ценат доволно себе си, па за истата енергија да направа за себе. И што тоа би значило? Иди у теретана, почне се храниш здраво и така натаму, зиме доволно одмор, пи работи кои што треба да ги пиеш, а не некои што не треба да ги пиеш, затоа што имаш луѓе кои што полесно им да бидат етични за околината, а тешко им да бидат етични за себе. Ме разбирате? Сега, и многу често е таква ситуација, затоа што луѓето некојаш се стават себе си на последно ниво и на... Знаете како викаат кај нас, нека има за децата не морам ја да јадам, нека има за нив не мора за нив. Кај нас менталитетот е таков. Преби да направиме за другите, а ние ќе се ставиме на последно место. Знаете, тој пример што го давав во Америка, една пријателка која што живее во Америка ми го кажува и пример, вистински случај. Таткото и мајката ја продале куќата на керката. И сега кај нас тој ќе го огласат увесник за недобар родител. Ама кај нив нормално е тоа Америка. Они ја продале куќата на керката по поевтина цена, они земале пари, се преселе на Флорида или отишле некој круз лайн, круз прават низ Карипските острови и така натаму живеат. Кај нас луѓето ќе дојат 60-70 години, помина нашето време.
Он се откажал од животот, помилува неговото време, значи дека нема више цели. И сега како го живее животот? Индиректно, преку децата, преку внуците, преку нив го живее животот и целата среќа му е преку нив. Тоа е пример на запоставање себе си и неетика во однос на себе си. Поради тоа што гледате, неетика е ти да речеш абе другиве нека живеат, ти не мора да живееш. Тоа не е етика. Поради тоа што и другиве сакаат па ти да живееш и да не го правиш тоа. Така да сакам да кажам, кога ќе го оди човекот исправниот пат и потешкиот пат, он влага во дисциплина. Сега, што е дисциплина? Дисциплина е слушање на разум, а не слушање на емоција. Слушање на разум, не слушање на емоција. Ето, да слушаш разум, а да не слушаш емоција, е дисциплина. И тоа е духовниот чекор. Дисциплината е духовен чекор. И се што се случува кога човекот ќе дојде во таа дисциплина каде што го слуша разумот, ама не ја слуша таа лоша или негативна емоција, она што се случува човекот доаѓа до мотивација. Сега, што е мотивација? Мотивација е имаш разумна мисла, ама и позитивна емоција. Зашто гледате зашто убава дисциплината, зашто лекот за мрзата е дисциплина. Гледате, лекот за мрза е дисциплина. Сега, што е дисциплина и зашто е тешко? Зашто луѓето тешко успеваат, поради тоа што дисциплината не е лесна. Ама дисциплината е етика. Дисциплината е на некој начин почит кон сам себе. Почит, се почитуваш, се сакаш себе си. Мрзата е не се сакаш себе си. Идеш у себе деструкција со мрза. Зашто? Поради тоа што губиш енергија. Има да го цитирам Бојан Диков од АТГ, Боки вика, енергијата се ствара која трошиш. Сега, секоја енергија која трошиш, ти ја креираш и ја ствараш, поради тоа што енергијата кога ќе ја потрошиш, особено кога некоја цел уствари ти се враќа. Човек кој што цело време лежи на кауч и ништо не прие мрза, тој губи енергија. Оној кој што иде у теретана, кој што има цели, кој што завршува работи, кој што ќе положи колоквиум, испит, прави тоа што треба да го прави, тој е у дисциплина, тој ја дава енергијата и за тоа ја има, поради тоа што гледа резултатот од неговото делување. И кога човекот ќе помине дисциплина, значи има мрза дисциплина, па после е мотивација, значи у дисциплината што имаме разум и негативна емоција. У мрзата што имаме? Неразум и позитивна емоција. Ајде така да го изанализираме. Значи мрза, неразум, зашто разумот му вика стани, дете, стани, зашто треба да идеш на школа. Да, ама неразумот што вика, ајде, оправдани, неразум е оправдани. Ајде бе од утре, ајде, сега не морам, ајде што овој неоправдан нека биде. И си продолжува да се спие. Девојче што по цел ден јаде нешто што не треба да јаде. Разумот вика бе прекини. Сега неразумот што вика оправдани. Ајде бе од среда ќе почнам среда стрекна, од нареден понеделник ќе почнам со никако од наредниот понеделник да го фати наредната среда и што прија слуша емоцијата. Значи имаме неразум, оправданија, оправданијата се неразум. И што имаме позитивни емоции, позитивни наводници, кои што после стануваат негативни, убава емоција, ама таа не то носи кон прав пат. Сега, што имаме у дисциплината? У дисциплината имаме разум, стани, треба да идеш на школа, и он станува, го слуша разумот и при тоа се јавува негативна емоција. Не можам, не ми си иде, кидеш у теретана. На кој му си иде у теретана у 6 саат, 7 саат са бајле? Не ти си иде на почетокот, ама после 15-20 минути, кога ќе го почитуваш разумот и себе си, се врти таа негативна емоција и се претвори позитивна емоција. Се завршува со теретана, си стоиш стушира да идеш на кај работа, се чувствуваш горд на себе, си пуштал неку убава музичу кола, баб, ете ти е мотивацијата. Затоа што си поминал преку работа, си проминал преку работа, си дошол у контакт со препрека. Зашто гледате и самиот збор енергија, што е мотивација, доаѓа од два грчки збора ен-ергон. Ен значи во, ергон е работа. Ен-ергон, во работа. Сега, кога човекот ќе влезе во работа, кога ќе влезе он у тој ритам на работа, тогаш она што се случува е почнува да ја крева својот енергетски потенцијал поради тоа што е во работа и она што доаѓа до мотивација. Така да гледате, не е лесно човекот да дојде до мотивација, ма потешко е ако е умрзан. Затоа што мрзеливоста те влече надоле, оно духовно те влече на ки телото, зашто ти почнуваш да ги гледаш телесните емоции. Телесните емоции, гледате, овие сите емоции доле што се плавите, тоа се телесни емоции, таму духот ти го нема. Тоа е све телесна емоција. Тоа е човек што е фиксиран само на тело. Телото го контролира него. Разбирате? Сега, како идеме нагори, како ја правиме таа дисциплина, почнуваме да одиме кон нешто кое што сме ние.
гордост, позитивни ефекти, позитивна креација, етика, почит кон околината, почит кон себе си. И тоа е нешто кај што мислам дека сите ние припаѓаме и треба да бидеме. Да го цитирам Гран Кардоне, вели, успехот е ваша должност и е облигација, нешто кое што е ваша должност, во истиот термин. Успехот е твојата должност. Сега, успехот не доаѓа од седење на кауч, успехот не доаѓа од незнаење, успехот доаѓа од знаење, успехот доаѓа од преземање на одговорност. И кога ќе преземеш одговорност, поминуваш низ некој тип на дисциплина, зашто си донел одлука, зашто луѓето не ќе да донесат одлука, затоа што треба да поминат низ дисциплина, а таа дисциплина е леле донесав вистинска одлука, не донесав, само ти си трнал. Океј, продолжи малку понатаму, ќе видиш дека ќе стигнеш до моментот на мотивацијата. Ама тоа е замката во која што сите се наоѓаат, затоа што сакаме да ги слушаме некојаш емоциите кои што не се најдобри. Имаш емоции кои што не се здраворазумни. Разумот не може да е нездраворазумен. Емоциите, некои од емоциите можат. Не ги следете емоциите, следете го разумот и кога ќе почнеш да го следиш разумот, ќе видиш дека ќе почнат да доаѓаат емоциите кои што се во склад со тебе. Етични емоции, имаме неетични емоции, имаме етични емоции. Ајде преку разумот да ги активираме тие етични емоции кај секој еден од нас. Океј, имај убава вечер, се гледаме повторно среда. Чао!